Ја губили македонскиот здравствен систем битката со COVID-19. Во болниците нема доволно кислород. Со денови се чека за тестирање, а матичните лекари и понатаму лекуваат по телефон. Оставени сами на себе, граѓаните преку трогателни реакции и лични искуства спас одговараат на социјалните мрежи. Во Прилепската болница пациентите молат за кислород, бидејќи се оставени на милост и немилост и го чекаат тракторот да донесе кислород. 6 часа без кислород, а некои од пациентите не можат да издржат ни еден час. После, зошто толкова смртност? Кој ќе сноси одговорност за ова лудило што се случува во здравството? И прилепчанецот Благојче Петриски, кој инаку живее и работи во Словачка, е еден од оние кој деновиве имал лошо искуство при обидот за тестирање на неговиот вујко. Вие 5-6 дена не знаете каде да се обратите за тестирање. Не знаете дали сте позитивен или сте негативен. Не знаете дали треба да се самоизолирате или не. Матичите немаат на која основа да ви дадат ниту документ за самоизолација. Многу од овие фамилии кои не се тестирани, нивните роднини и пријатели одат на работа, се движат меѓу луѓе. Замислете која катастрофа е тоа. Тоа е таа катастрофа која што во Македонија се случува, а посебно во Прилеп, вели Благојче Петрески. И додека очајните граѓани не знаат кој крај да го фатат, здравствените власти и понатаму тврдат дека ситуацијата била под контрола, па дури апелираат непотребно да не се правеле гужви и притисоци во болниците. Че нема да биде секој позитивен хоспитализиран, него само по строга индикација. Нема секој пациент потреба да дојди и да чека она му гужва да прави пред инфективно одделение, само че дојди ако матичниот лекар го прегледа и прецени дека треба да дојди на инфективно према нашите дадени протоколи, тогаш да дојде. Сите притиска, сите сака да бидат прегледани и со тоа се прават гужви непотребни. Доколку се добри, иако се позитивни, не значи дека треба да појдат кај инфектолог. Тоа се случува секаде во светот, мора и кај нас така да биде. Тестирање има. Паниката во населението е создадена и тие сите мислат дека ако се тестира и ако дојде дека е те завршил работа. Не е битно тестирањето. Да не ни праќаат пациенти кои се јавиле по телефон и молим те, внук ми е болен, дај да дојдам да се тестирам. Да се тестира ако појави симптоми. А ако нема симптоми, нека се седат 2 недели доми и нека не излегуваат надвор. Инаку во Прилепското инфективно нема централен довод за кислород. Има сериозен недостиг од медицински кадар и секојдневно се бара и кревет повеќе. А Прилеп со денови е на врвот од црната листа со десетиците новозаразени и починати од COVID-19.